Државата преку даноци сама ни брка во джебовите. Со секое плаќање или трансакција на име на даноци плаќаме од 0,10 до 18% повеќе од вредноста на стоката, пари кои завршуваат во државниот буџет. Значи имате директни даноци, тоа се персонален данок на доход и данок на добивка. Исто така данокот на додадена вредност е индиректен данок, тоа е данок на потрошувачка. Покрај него придонесите, например, сите кои што работат, кои што имаат плати, плаќаат и придонеси. И на крај се даноците на имот, кои што се локални даноци, кои што одат за општините. Даноците се исти за сите, но не се сите исто способни нифи да ги платат. Затоа науката бара општество кое е хумано, правично и толерантно. Значи да биде хуман, значи да обезбедите можност на сите групи што постојат, на сите делови од општеството да сочувствуваат тоа, значи општество, уредено општество. Да биде правично, значи да уиски стоја во иста правна еднаквост. Значи да правото да бидат еднакви и правото да бидат еднакви, да бидат различни, да имаат исти можности, да имаат исти оно што значи да може да направат. И да биде толерантно, основниот атрибут на било кој општество, ако не е толерантно, не можете да зборувате за нити за систем кој е повеќе партиски, нити за систем кој може да каже да е плурален. Значи, основниот атрибут на плуралниот систем е толерантноста. Ова е нешто што може да се постигне токму преку даночниот систем, сметаат од фондацијата Фридрих Еберт. Во рамки на своите политики и активности се залага за еднакво и правично општество, односно социјална еднаквост и правда, а ние веруваме дека со функциите на даночната политика токму и тоа може да се постигне. За државата, чекор кон правично општество е прогресивниот данок, зашто така се прави разлика меѓу богатите и сиромашните. Прогресивниот данок предвидува даночна основа која надминува 1.080.000 денари годишно, односно 90.000 денари месечно, да се оданочи со 18% дополнителна стапка наместо претходните 10%. Конкретно за даночна основа до 90.000 денари месечно при исплата на аконтација, даночната стапка останува 10%. Стапката од 18% важи само за износот над 90.000 денари. Се во ова беше кажано на денешната трибина во Штип пред студентите од економскиот факултет.